Власта уверуваше дека во државата има повеќе од доволно апарати, но дури сега се бара начин како респиратори да се внесат во Македонија. Транспортот на апаратите за дишење станува проблем, како неопходните машини да стигнат во земјава, а допрва ќе се купуваат нови. Инфективната клиника очекува во следниот период 2000 пациенти да се лекуваат таму, вели вице-премиерот Бујар Османи, па клиниката има потреба од дополнителни апарати. 25 има заглавено во депо во Турција. Македонија ги купила со средства на амбасадата на Норвешка, а посредувала Организација на Обединетите нации. Земјава ќе почека и на долго најавуваните апарати од Кина. 30 допрва ќе купуваме, и тоа со пари од првата транша од 4 милиони евра што вчера ни ја пушти Европската Унија. Посредници за купување респиратори од Кина биле UNDP. Сепак државата ќе треба да почека, оти долг бил списокот на земји кои чекаат на апарати од оваа земја. Народна република Кина одговори позитивно на нашето барање за обезбедување на респиратори, меѓутоа бидејќи состојбата е да 100 земји во моментот бараат респиратори од Кина, истите не ги имаат на лагер, туку ги произведуваат тековно, затоа количината на респиратори кои што ќе може да се обезбеди од директно во рамки на билатералната соработка со Кина не може да се каже, меѓутоа како се произведуваат, тие ќе бидат достапни за нашите институции, а истовремено амбасадата на Кина обезбеди годишниот фонд кој што го има амбасадата, го насочи за потребите за набавка на опрема за борба против COVID-19. Додека Македонија чека и во ек на пандемија бара начин како да обезбеди неопходни средства и опрема, земји од регионот, но и од Европската Унија веќе добија помош во материјали и во медицински тимови од Кина. Србија, Италија, Унгарија, Грција се дел од нив. На врвот на листата на институции на коим се неопходни средства за заштита и апарати за работа во земјава се лекарите, полицијата, армијата. Остана неодговорено и зошто председателот Стево Пендаровски во ваква криза не го следи примерот на неговите колеги од регионот и од Европа, па макар и јавно да побара помош од Кина. Наместо тоа, на последното појавување тој само повика да почитуваме препораки и да седиме дома.